Почитувани гледачи, добре дојдовте. Ова е вечерното издание, односно централното издание на вестите на 1 ТВ. Почнуваме од овој момент со дневникот. Најновата вест е тоа дека со бастуми удирале по возилата демонстрантите кои што беа денеска дел од протестот, односно вечерва дел од протестот пред собранието, нападнале неколкумина возачи. Детали за ова ќе погледнете нешто подоцна, сепак почнуваме со најава за тоа што ќе гледате во овие вести, неколку информации кои што го одбележаа денешниот ден. Груевски со главна улога во обвинението за Талир. Високи членови на ВМРО ДПМН, но и самата партија се товарат за незаконско финансирање и изградба на Белата палата. На избеганиот екс-премиер му се суди во отсуство за процесите против него. Одбиен е предлогот на одбраната за раздвојување на постапката за Груевски. Даночна тајна е како Груевски ги испразнил своите сметки. УЈП не соопштува повеќе детали. По плакатот VIP мигрант на Орбан, во Будимпешта осамна постер со фотографија од Груевски. Носи маичка со лисици и надпис "Ја сакам Унгарија". 1 ТВ истражува. Последната екстрадиција од Унгарија во Македонија е извршена во септември годинава. НВО бараат Лазаревски и Костовски да бидат вратени на работа откако добија откази по откривањето на прислушувањата. Одложена обврската пензионерите да се регистрираат за персонален данок. Почнуваме со информацијата која што ја најави во генералната најава за централниот дневник. Вечерва пред собранието повторно се одржа протест против договорот со Грција и отворањето на Уставот. Како и претходно, така и вечерва присуствуваа 20 демонстранти. Сепак на почетокот на протестите се случи инцидент. Иако улицата се уште не беше затворена од полицијата, демонстрантите излегоа на улицата и ги стопираа возилата кои сакаа да поминат. Брзо потоа ситуацијата се вжешти, а дел од демонстрантите почнаа вербално, но и физички да ги напаѓаат возачите и нивните возила. Дел од нив почнаа со бастуми да удираат по возилата. Неколку возачи доцна попладнево пред собранието беа нападнати од демонстрантите. 20 на граѓани кои протестираа пред законодавниот дом почнаа да упатуваат вербални закани, но и почнаа да удираат по возилата кои во тој момент минуваа на улицата, која не беше затворена за сообраќај. По случката и полицијата која беше присутна пред собранието и чија задача беше да го обезбедува протестот, мораше да реагира и да ги смирува демонстрантите кои без никаква причина беа гневни на возачите и со пцовки се нафрлија на нив и нивните возила. Филип Петровски, како еден од најгласните против договорот со Грција и учесник во протестите кои се организираат пред собранието и тоа во првите редови, вели дека не го оправдува ова однесување и дека ова не е начин за решавање на проблемите. Ова е намерна провокација од полицијата. Сега ќе ви кажам зошто. Од која полиција сега? Ама дозволете да ви кажам моје мислење. Значи, ако полицијата сака да го обезбеди просторот, како што го обезбедува просторот кога идеме, например, кај Василевски во Охрид, кај Арнаудов, кога бевме кај Бети Канчевска, Милевска. Значи, они го обезбедуваат во 2 прстена од 300 до 500 метри. Овде за колата да дојде пред собрание требала да биде пуштена кај Палома Бјанка. Некој ги пуштил намерно за да дојде до судир. Според мене, треба цел народ да се најде на улица. Добро. Ова е една од 80 фракции? Ова е една, не е фракција тоа, тоа се една од организациите кои што се таму, тие се таму со шатори проти собранието и се присутни 24 часа. Веќе извесен период граѓаните на социјалните мрежи изразуваат револт од блокирањето на еден од најфреквентните булевари во центарот на градот. Граѓаните негодуваат дека постојано во часовите кога има најголем сообраќаен метеж, заради 20 некогаш ниту толку демонстранти се блокира улицата пред собранието. Се очекува Министерството за внатрешни работи да работи на решавање на овој случај, а за лицата кои ги нападнаа возачите да биде покрената соодветна постапка.
Овде ќе најавам дека во текот на овие вести нешто подоцна, штом биде подготвена, колешката Весна Велкова Тодоровска и нејзината соговорничка ќе се вклучат во живо од одбележувањето на денот на албанската азбука. Таа ќе разговара со научен соработник од Институтот за духовно и културно наследство на албанците во Република Македонија, а во моментот се подготвуваат изјавите на премиерот Зоран Заев и на собранискиот спикер, односно председателот на собранието Тала Џафери, кои што се обратиле на одбележувањето вечерва во Македонската филхармонија. Повторувам, ја очекуваме во овие вести нешто подоцна. Продолжуваме со блокот информации поврзани со бегството на Никола Груевски. Специјалното јавно обвинителство поднесе 2 обвиненија до кривичниот суд за случајот Талир за незаконското финансирање на партијата ВМРО-ДПМН, како и за незаконската изградба на седиштето. Никола Груевски, Кирил Божиновски, Милијана Киевски, Илија Димовски, Леко Ристовски и Елизабета Чингаровска се обвинети во овој случај на СЈО, но и партијата ВМРО-ДПМН. Бегалецот поранешен премиер и екс-лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски обезбедувал анонимни и противправни извори на финансирање за партијата ВМРО-ДПМН од 2009 до 2015 година, наведува СЈО во обвинението Талир. Груевски е првообвинет во случајот за перење пари, злоупотреба на службена положба и овластување. Екс-владиниот генерален секретар Кирил Божиновски и екс-министерот Милијана Киевски му давале помош на Груевски за извршувањето на кривичните дела, вршејќи притисоци на представници на фирми кои имале договори за јавни набавки со државни предпријатија. Притисоци се правеле за да им уплатат пари на партијата ВМРО-ДПМН. Парите обезбедени во кеш, Груевски не ги враќал на луѓето кои ги давале. СЈО објаснува дека не се уплатени и на буџетската сметка, иако екс-премиерот имал обврска да ги уплати пропишано во Законот за финансирање на политички партии, што според СЈО незаконски прибавил повеќе од 4,6 милиони евра. Со цел да се прикрие дека ваквите средства потекнувале од кривично дело, обвинетите Никола Груевски и Кирил Божиновски, а во периодот од 2011 до 2015 година и обвинетите Милијана Киевски и Елизабета Чингаровска организирале средствата да бидат уплатени на жиро сметка на политичката партија ВМРО-ДПМН преку готовински уплати во кои биле внесени невистините податоци дека уплатата ја вршат лица наведени во уплатниците, иако тоа не било случај. Откако паричните средства кои потекнувале од кривично дело биле внесени на жиро сметката на политичката партија ВМРО-ДПМН, обвинетите Илија Димовски, Елизабета Чингаровска, Леко Ристовски и Милијана Киевски како овластени подписници на сметката на политичката партија, иако знаеле дека парите потекнуваат од кривично дело, истите ги пуштиле во натамошен оптек со подпишување на налози за плаќање на обврските и купување на недвижен имот за политичката партија ВМРО-ДПМН. Специјалното обвинителство за Груевски бара притвор додека за обвинетата Елизабета Чингаровска мерки за предпазливост, еднаш неделно јавување во суд и да се одземе пасошот. Бегалецот Груевски го има во вториот дел од обвинението заедно со неговиот поранешен генерален секретар во владата Божиновски за изградбата на партиското седиште. Тие според СЈО возможиле фирмата Бетон да ја изгради така наречената Белата палата, иако веќе претходно бил склучен договор. Груевски и Божиновски според СЈО прибавиле значителна имотна корист за ВМРО-ДПМН од околу 8,2 милиони евра. За реализирање на оваа цел обвинетите ја искористиле состојбата на зависност во која се наоѓало правното лице ДГ Бетон АД Скопје во однос на политичката партија ВМРО-ДПМН, со оглед дека над 75% од приходите кои ги остварило правното лице во 2011 и 2012 година биле од државни органи, единици на локална самоуправа или јавни предпријатија, раководени од функционери на политичката партија ВМРО-ДПМН. Пред една недела за еден ТВ во Правда и неправда обвинението за Талир го најави специјалната обвинителка Катица Јанева. Во времето кога е Мицковски генерален секретар на партијата, тој период не е предмет на обвинението Талир. Моментално. Тој е уште во предистрага. Во предистрага уште се води за тој период. За тој период се прибираат докази, а инаку за периодот во кој Мицковски не е генерален секретар ќе се подигне обвинение. Така што ви реков дека за некој лице што е подигна е биле во истрага, сега периодот е намален и за помалку лица ќе биде обвинението. Дали треба Ништо не е сменето за уште е предмет на анализа господинот Мицковски.
Пред речиси 1 месец СЈО побара, судот го замрзна имотот на ВМРО ДПМН. Станува збор за 68 имоти, стекнати од 2013 до крајот на 2015 година. А за случајот траекторија, исто така на специјалното јавно обвинителство, на Никола Груевски му се суди во отсуство. Судот вака одлучи побарањето на СЈО. Одбиен беше предлогот на одбраната за раздвојување на постапката против поранешниот премиер Никола Груевски. Специјалното обвинителство побара, судот одлучи. На бегалецот Никола Груевски му се суди во отсуство и за случајот траекторија, за кинеските тендери за патиштата Милодиновци-Штипикичево Охрид. Адвокатот на Груевски Еленко Миланов побара да биде раздвоена постапката за поранешниот премиер. Обвинителката на СЈО Лиле Стефанова му искоментира. Да сакаше да присуствува, немаше да избега од Македонија. Целисходно е да се води единствена постапка со оглед на тоа што доказите се поврзани за сите обвинети. И за овој предмет СЈО бара притвор за Груевски, но кривичен веднаш не одлучува. Во судница од Скопскиот истражен затвор шутка беше спроведен екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киески. Во слободно движење на судењето пристигнаа поранешниот вице-премиер за економски прашања Владимир Пешевски и екс-директорот на Агенцијата за патишта Љупчо Георгиевски. За нив не е побарано притвор. Судењето траекторија продолжува со презентирање на докази. На поранешниот премиер Груевски веќе за 4 предмети во кои е обвинет му се суди во отсуство. Покрај во траекторија, Груевски нема да ги следи процесите Титаник, Шамари центар и уривањето на Космос, бидејќи е во Унгарија и е недостапен за македонските органи на прогонот. Груевски е правосилно осуден на 2 години затвор поради влијание за набавката на Мерцедесот од речиси 600.000 евра во случајот Тенк. МВР Груевски го бара со меѓународна потерница. УЈП не дава конкретен одговор на прашањето дали ги надгледувала сметките кои ги испразни поранешниот премиер Груевски пред неколку месеци. На прашањето на 1 ТВ дали за тековите на парите биле известени други институции. Директорката Сања Лукаревска изјави дека тоа е даночна тајна и дека не може да соопшти повеќе информации од ова. Управата за јавни приходи не дава конкретен одговор на прашањето дали ги надгледувала сметките кои ги испразни поранешниот премиер Никола Груевски пред неколку месеци. На прашањето на 1 ТВ дали за тековите на парите биле известени други институции, директорката на УЈП Сања Лукаревска рече дека тоа е даночна тајна и дека не може да соопшти повеќе информации. Таа додаде и дека чека да стапи на сила новиот даночен закон со кој УЈП ќе има увид во приходите на сите граѓани. Најавата за овој закон го разбуди бесот на граѓаните токму поради неможноста на органите да се справат со криминалот на функционерите. Во моментов ние немаме таква надлежност да можеме да гледаме банкарски сметки, туку имаме можност по наши направени анализи да побараме од други сродни институции да утврдат одредена состојба. Кога ќе имаме, молам? Дали сте побарале за конкретен случај? Видете, согласно нашиот закон во моментов кој што важи за даночна постапка, станува збор за даночна тајна и не би сакала да шпекулирам со било какви дополнителни информации. Осудениот пратеник Никола Груевски, според анкетниот лист, има 35 банкарски сметки на кои вкупно навел дека има над 230.000 евра. Груевски чувал пари на сметки во Комерцијална, Стопанска, НЛБ Тутунска, Капитал и Унибанка. 2 месеци пред да побегне од државава и побара азил во Унгарија, Груевски ги испразнил сите сметки, а ниту една од надлежните институции досега не одговори зошто не се вклучил алармот дека бегство е можно. Никола Груевски нема недвижен имот на негово име, ниту на име на сопругата. Во имотниот лист тој пријавил само дека поседува 33 уметнички слики во вредност од речиси 11.000 евра. Мајката на Груевски пак поседува 4 апартмани, кои никогаш не беа дел од истрага затоа што Груевски престанал да живее во заедница со родителот и со тоа автоматски немал обврска да ги пријави становите на мајка му. Специјалното јавно обвинителство по бегството соопшти дека на сметките на Груевски нема ниту 1 евро. Прашавме и во финансиската полиција дали тие имале увид во сметките на Груевски, дали биле информирани од страна на УЈП дека сметките се празнат и дали управата истражува каде Груевски ги префрлил парите. До овој момент финансиската полиција не ни одговори. Јавноста останува со неодговорени прашања зошто ниту една институција во земјава не го запалила алармот кога Никола Груевски го правел планот за бегство и дали е воопшто можно ниту еден орган во земјава
да не забележи дека Груевски и финансиски се подготвувал да побегне од земјава. Во последните 4 години 15 на македонски државјани, сторители на кривични дела кои барале спас во Унгарија, биле екстрадирани назад во Македонија. Од Министерството за правда за 1ТВ велат дека досега од Унгарија е одбиено само едно барање, и тоа бидејќи делото за кое се барало екстрадиција кај нив не било кривично дело. Останатите информации во ред. Одиме со прилог. Македонија и Унгарија имаат одлична соработка кога станува збор за екстрадицијата. Ваков заклучок може да се извлече од податоците до кои дојде 1ТВ, кои вела дека во последните 4 години 15 на македонски државјани, сторители на кривични дела кои барале спас во Унгарија, биле екстрадирани назад во Македонија. Од Министерството за правда за 1ТВ велат дека досега од Унгарија одбиено само едно барање, бидејќи делото за кое се барало екстрадиција кај нив не било кривично дело. Во 2014 година од Унгарија во Македонија екстрадирано е едно лице, во 2015 едно лице, во 2016 5 лица, 2017 5 лица. Во 2018 година до денес се работело на 11 предмети за екстрадиција. Од тие 11, 3 предмети се реализирани во 2017 година. 2 предмети се реализирани во 2018 година. Едно барање за екстрадиција е одбиено, не е кривично дело по нивниот закон. Едно барање за екстрадиција е повлечено, 4 предмети се во тек. Последната екстрадиција од Унгарија во Македонија се случила на 7 септември годинава. Лицата кои досега се испорачани во Македонија биле гонети за голем број кривични дела, велат од правда за 1ТВ. Лицата за кои се бараше екстрадиција се гонеа за насилство, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, недозволено преминување на државна граница, напуштање на немоќно дете, затајување, измама, напад на службено лице при вршење работи на безбедноста, спречување на службено лице во вршење на службено дејствие, злоупотреба на службена положба и овластување, примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања, повреда на избирачко право, перење пари и други приноси од казниво дело. Македонија во овој момент чека одговор од Унгарија на досега најтешкото и најкомплицирано барање за екстрадиција. Никола Груевски доби азил од Унгарија, но министерката Рената Десковска вели дека во документацијата испратена од унгарските власти детално е наведено зошто Груевски мора да биде испорачан на македонските власти. Оваа процедура која што досега се спроведува во Унгарија е процедура која што ние ја очекувавме и ја знаевме дека прво ќе се даде предност на постапката за азил, а потоа ќе се разгледувало прашањето за екстрадиција. Барањето за екстрадиција е навистина образложено со сите аргументи и доколку се одлучува врз основа на правни процедури, врз правни основи треба да биде удоволено. Сакам да потенцирам дека досега со Унгарија не сме имале проблем околу екстрадицијата во ниту еден случај. Никогаш Унгарија не покренала никакво прашање, ниту за состојба во затвори, ниту за сомневања во делувањето на судството за да одбие екстрадиција. Значи ова не е прва екстрадиција која што ја бараме, но се надевам дека нема да отскокне да биде прва која што ќе биде одбиена. Значи сите досега биле удоволени и ние немаме проблем во процесите со екстрадиција досега. Во текот на вчерашниот ден и владата преку портпаролот Миле Бошнаковски изрази цврсто уверување дека Груевски ќе биде екстрадиран, дека ќе одслужи 2-годишната затворска казна, но и дека во Македонија ќе го дочека епилогот од другите судски случаи кои се водат против него. Откако вчера беше објавено дека главен адут на Орбан за издавањето политички азил на бегалецот Никола Груевски била одлуката на Комисијата за заштита од дискриминација, денеска со реакција се огласија од ова тело. Оттаму вела дека вчера изнесените изјави во медиумите се тенденциозни и невистинити, со цел да се дискредитира работата на оваа комисија. Истакнуваме дека 5 од 7 члената комисија се универзитетски професори и во своето досегашно работење комисијата постапувала стручно и непристрасно, независно од основот и областа на дискриминација и независно од подносителот на представката или против кого е поднесена. На ваков начин беше постапувано и во однос на представката поднесена од страна на Никола Груевски, за која одредени медиуми покажаа интерес. Во конкретниот случај е донесено мислење во оптимален рок од 2 месеци и се запазени сите законски постапки и при одлучувањето се земени предвид фактите и доказите доставени од двете страни
и е постапувано по нив на стручен начин, како и во сите останати предмети. Унгарија се уште не дала официјални одговори на Европската комисија за статусот на Груевски. Унгарија се уште не потврдила официјално дека му одобрила азил на Груевски, ниту пак има обврска тоа да го стори, велат од Европската комисија. Унгарските власти порачале дека имаат обврска да го информираат Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации. Поради тоа и Европската комисија очекува дополнителни објаснувања од владата на Виктор Орбан за причините и основите за доделување азил, како што порача денеска портпаролот на Европската комисија Маргаритис Шинас, но и еврокомесарот Јоханес Хан вчера. Друг проблем е тоа што отсуството на официјални информации за статусот на Груевски нејасно е дали Унгарија му одобрила статус на бегалец или субсидијарна заштита. Доколку му е одобрен статус на бегалец, за 5 години тој повторно ќе има право слободно да работи и да живее во која било земја на Европската унија. Доколку пак добил субсидијарна заштита, неговата слобода на движење во останатите земји на ЕУ ќе биде ограничена. А откако еврокомесарот Јоханес Хан на Твитер порача дека од Виктор Орбан ќе бара објаснувања доколку се потврдат извештаите дека е одобрен азил за Груевски, денеска се огласи портпаролот на владата на Унгарија Золтан Ковач. Тој на Хан му порача дека треба да почне да го чита сопствениот извештај од 2018 година за Македонија, во кој стои дека постои ризик од политичко влијание врз судството, и извештајот за состојбите во македонските затвори од 2017 година. Постер со фотографија од екс-премиерот Груевски во маичка со лисици и надпис "Ја сакам Унгарија". Утрината е поставен на улица во Будимпешта. На постерот стои и прашањето зошто Орбан го крие македонскиот бегалец. Неделава и на фасадата на унгарскиот парламент осамна постер од Груевски на кој пишуваше "ВИП мигрантот на Орбан". Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, чие откривање на тајните прислушувања доведе до оставка на премиерот Никола Груевски во 2016 година, треба веднаш да бидат вратени на работните позиции што ги изгубија како одмазда за нивното дело. Ова го бараат невладините организации Transparency International Македонија, Коалицијата за заштита на укажувачите од Југоисточна Европа и Европскиот центар за правата на укажувачите. Македонија треба да остане силна во борбата против заробувањето на државата, која ефикасно почна со откривање на тајните прислушувања и големите коруптивни шеми предводени од поранешниот премиер Груевски. Ова го вели Слаѓана Тасева од Transparency International Македонија. Додаваа дека не е праведно да се зборува за тоа колку е важна борбата против корупцијата за правда во Македонија, без да се донесе правда за Лазаревски и за Костовски. Концептот на азил ги штити бегалците уште од антички времиња. Груевски се најде на истата листа со Рене Декарт, Карл Маркс, Далај Лама, Џулијан Асанж и Едвард Сноуден. Рене Декарт побегнал во Холандија, Томас Хобс во Франција, Карл Маркс во Британија, Лав Троцки во Мексико, а Никола Груевски во Унгарија. Од политички водачи до револуционери и мислители, концептот за азил ги штити бегалците уште од антички времења. Сепак, од пред неколку дена на листата азиланти на Википедија, покрај имињата на Далај Лама, Боби Фишер и Шахот Реза Пахлави, се најде и тоа на побегнатиот поранешен македонски премиер, кој во земјава е осуден за корупција. Од поново време најпознати азиланти се австралиецот Џулијан Асанж и американецот Едвард Сноуден. Со украдени документи од американските институции, двајцата открија мрачни дипломатски и разузнавачки игри меѓу државите и инспирираа други свиркачи. Дипломатските преписки што ги објави Асанж и досијата на американската НСА што ги извлече Сноуден, во прв момент ги потресоа политичките сцени во голем број земји. Засегнатите политички структури тргнаа против нив за да обесхрабрат и други слични обиди. Јавноста реагираше поделено, од протести за поддршка до прогласување за државни предавници, а политичките игри успеа да ги одведат во неочекувани азил дестинации. Асанж повеќе од 6 години е заглавен во еквадорската амбасада во Лондон со здравствени проблеми поради предолг престој на затворено и под ризик секој момент да биде протеран, уапсен штом ќе стапне на британска почва и екстрадиран во САД. Сноуден пак предавството на американските разузнавачки тајни го одведе во Русија, во привремен азил кој може да му биде укинат секој момент и под надлежност на Путин, кој како прв услов побара од него да престане да работи на штетата на американските партнери. Од имињата и земите на листата азиланти се гледа дека овие лица често се користат како политички пиони во игрите на надмоќ,
Но има и случаи на обични криминалци, меѓу кои и американката Денис Харви, осудена на 30 години затвор поради консензуален сексуален однос со 16 годишник. Дело казниво во САД, но не испоред канадскиот закон каде што побарала заштита. За разлика од правото на азил, криминалните структури често го користат и законскиот вакуум на непостоењето договори за екстрадиција меѓу земјата дестинација и матичната земја. Во продолжение се вклучуваме во живо од Македонската филхармонија, каде што не очекува колешката Весна Велкова-Тодоровска заедно со незината соговорничка Нора Малити, научен соработник од Институтот за духовно и културно наследство на албанците. Весна јас на почетокот најавив дека на овој начин во оваа установа вечерва се одбележува всушност денот на албанската азбука во Македонската филхармонија. Високиот гостин од Албанија Илир Мета е во присуство во Македонската филхармонија, а таму и косовскиот председател Хашим Тачи. Вечерва, како што ти претходно ме информираше, се обратиле и премиерот Зоран Заев, собранискиот спикер Талат Джафери, воедно и вице-премиерот секако за евроинтеграција Бујар Османи. Повели се деталите, секако со соговорничката, потоа и со останатите обраќања. Да, Елена, овде со почеток во 19 часот во Македонската филхармонија се одржа свеченост со 110 години од албанската азбука. Како што веќе најави гостин во овие вести на еден телевизија е нашата соговорничка Нора Маличи. Добро вечер, господин Маличи. Добро вечер, добро вечер. Ние вечерва славиме еден од најбитните и најзначајните празници на албанскиот народ. Славиме 110 години од албанската азбука и токму на денешен ден, на 22 ноември во 1908 година, се ставени и столбовите на албанскиот идентитет. Тоа е нешто што уште многу му дава значење на овој празник и на овој ден. Се одржува под интересно мото. Да, мотото на оваа организација или на оваа манифестација за 110 годишнината на албанската азбука е за нас сонцето изгрева на запад. Мотото на вистина има голема символика и дава до значење многу од тоа што досега е направено за албанската азбука. Пред 110 години, 1908 година, да е формиран и Битолскиот конгрес и стандардизација на албанската азбука. Тоа е едно од најзначајните и најбитните семејства кои дала придонес на албанската азбука е семејството Чиријази и баш сакам да напоменам дека тоа што семејството Чиријази го има направено уште од 1908 година е нешто на што ние треба да му се восхитуваме, дека тие многу добро знаеле како да соработуваат и со другите народи, например, како соработката на албанскиот народ со македонскиот народ и со другите народи. Јас се надевам дека од тоа што јас го видов внатре, колку сум внесена од емоции, дека токму еден ваков многу битен празник за албанскиот народ успеа да ги донесе на едно место функционерите, не само албанците функционери, туку и македонските функционери. Ние внатре го имавме и премиерот на Република Македонија. Кој рече дека јазикот е генетскиот код на сите заедно. Да, токму така, тој уште еднаш кажа дека многу добро знае како да ги негува и културните значања од другите народи. Се надевам дека ова е еден многу добар повод и навистина не чека нешто уште многу поголемо и подобро и се надевам дека навистина ова ќе ни значи како да креираме нови темели, нови столбови на едно општество која што нема да биде само мултикултурна, туку и интеркултурна и демократско општество со еднакви права за сите народи кои што живеат тука. Господин Маличи, ви благодарам на разговорот и уште еднаш среќен празник. Да, и јас им честитам празник на сите албанци што живеат секаде низ светот. Ви благодарам на разговорот. Елена, ова беше краткиот разговор со господин Маличи. Инаку, како што веќе кажа и ти своји обраќања, има премиерот Зоран Заев, собраничкиот спикер Талат Джафери, своје обраќање имаше и председателот на Албанија Илир Мета. Бујар Османи исто така кажа збор 2 за овој празник. Студија? Да, Весна, ти благодарам. Тоа беше
живо вклучување на колешката Весна Вилкова Тодоровска од предмакедонската филхармонија се одбележува денот, односно прославата по повод 110 години од албанската азбука. Колешката Весна Вилкова денеска во текот на денот подготви и прилог, всушност во кој што ги гледаме деталите. Албанскиот претседател е присутен на прославата Илир Мета, како што кажавме и претходно, но тој не сакаше да коментира за улогата на неговата земја во бегството на Никола Груевски. Гостинот од Албанија, претседателот Илир Мета на платото пред црквата Свети Спас на влезот од старата скупска чарчија, беше причекан од доматинот кој ја организира прославата по повод 110 години од албанската азбука, директорот на секретаријатот за европски прашања Бујар Османи. Веднаш по пристигнувањето на Мета дојдоа и спикерот Џафери и лидерот на Дуи Ахмети. Се прошетаа низ чаршијата и положија цвеќе пред споменикот на Скиндербек и ја напуштија без да се згреат со топол чај. На прашање дали е замишана власта во Албанија откако тамошната полиција излезе со соопштение дека Груевски со дипломатско возило на унгарската амбасада ја напуштил државата кога претходно влегол илегално, Мета рече дека денеска е ден за славење. Денеска, тука во Скопје имаме голем празник и имаме една позитивна тема. Мислам дека за таа работа албанските институции веќе одговорија, но и јас одговорив. На денешен ден 1908 година на Конгрес во Битола е унифицирано писмото на албанците. За претседател на Конгресот бил избран Митхат Фрашери. Две информации од областа на економијата. Првата се однесува на тоа дека железничката пруга од Куманово до Белјаковце се очекува да биде готова за 18 месеци. Во рок од 3 до 4 месеци пак треба да заврши тендерската постапка за делот од Белјаковце до Крива Паланка, пошто би почнала и незината изградба. Ова денеска го најави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Во делот на изградбата и модернизацијата на железницата предвидовме 3 милиарди 340 милиони денари или 2 милиарди повеќе споредено со буџетот од 2018 година. Овие средства се наменети за изградба на втората делница од пругата кон Бугарија и модернизација на пругата на коридорот 10. Сакам да најавам дека следната година ќе се забрза изградбата на пругата од Куманово до Белјаковце, а ќе започнеме со изградби на втората делница од Белјаковце до Крива Паланка. Исто така, предвидовме 430 милиони денари за субвенции за МЖ транспорт, наменети за покривање на загубите од превозот на патници. Информација и за пензионерите кои не остваруваат дополнителен приход освен пензијата. Во наредните 7 години нема да имаат обврска да се пријавуваат во електронскиот систем за даноци на управата на УЈП. Ова денеска го соопшти директорката на оваа установа Сања Лукаревска. Таа нагласи дека до крајот на октомври во електронскиот систем биле евидентирани 36.000 граѓани, а до денеска вкупно се пријавени 300.000 корисници. Сакам да известам дека со новиот закон за личен доход се предвидува во наредните 7 години да се одложи обврската за доставување на годишна даночна пријава од страна на УЈП до граѓаните кои оствариле доход само од пензија исплатена од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Француската влада со остар став за протестите против цените на горивото. Имам овластување да испратам војници на границата со Мексико. Ова го вели американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис. Турската полиција заплени 400.000 наркотични таблети. Следуваат вестите од светот. Француската влада синоќ ја соопшти дека останува на цврстиот став против какво било нарушување на јавниот ред и мир на протестите против цените на горивата кои се уште траат. Од вчера на социјалните мрежи демонстрантите се повикуваат во сабота да се соберат во Париз. Претседателот Емануел Макрон им рече на министрите дека мора да бидат безкомпромисни во одржување на редот, изјави портпаролот на владата Бенжамен Гриво. Протестите против цените на бензинот и дизелот почнаа во саботата, кога околу 280.000 луѓе низ цела Франција одговорија на повиците на социјалните мрежи да излезат на улиците или да блокираат патишта облечени со жолти елеци. Во протестите досега загинаа 2 лица. Командантот на иранската револуционерна гарда, Амирали Хаджизадех, изјави дека американските бази во Авганистан, во Обединетите арапски емирати и во Катар,
како и американските носачи на авиони во Персискиот залив, се во дострел на иранските ракети. Во наш дострел се и можеме да ги погодиме, ако тие американците преземат некаков чекор, наведе Хаджизадех. Тој додаде дека иранските ракети земја-море имаат дострел од 700 километри, како и дека нивни мети се американските носачи на авиони. Американскиот секретар за одбрана, Джеймс Матис, синоќа соопшти дека добило властување од Белата куќа да ја употреби армијата за заштита на царинскиот и граничниот персонал на границата на САД со Мексико, секако доколку тоа биде потребно. Тој нагласи дека ваквото овластување би значило од подредени околности армијата би била искористена за времено задржување на мигрантите на границата. Тековно ќе ве информирам за секоја нова мисија или бројот на испратени војници на границата, рече Матис. Во моментов, на американско-мексиканската граница се распоредени 5800 припадници на вооружените сили на САД, чија задача првенствено е да поставуваат жичени огради и други бариери долж граничната линија и да ги превезуваат граничарите. Турската полиција на преминот Хазам Бейли Лесово на границата меѓу Турција и Бугарија заплени 400.000 таблети кои содржале наркотични супстанци. Таблетите биле откриени во автомобил со турски регистарски таблички, што патувал од Бугарија кон Истанбул. Вкупната тежина на запленетите таблети, од кои најголемиот дел ЛСД, изнесувала околу 150 килограми. Во рамки на акцијата се уапсени возачот на автомобилот и неговиот совозач, како и уште 3 лица од Истанбул, кои се осомничени за поврзаност со шверцот на наркотичните таблети. Сите 5 мина приведени и претходно биле осудувани за шверц на дрога. Во продолжение во Централниот дневник на 1 ТВ издвојуваме минути и за спортот. До мене е веќе во студиото подготвен колегата Дамјан Николовски. Дамјан, кои се информациите кои што се издвојуваат? Денеска секако во центарот на вниманието е вонредното 15-то коло во првата македонска фудбалска лига. Имавме градско дерби во нашата метропола и победа на гостинот. Тоа е главниот настан. Веќе имате и табели подготвени кои што сликовито ќе го представат тоа што го најавите. Да, во продолжение ќе гледате спорт. Добро вечер, добро дојавте во најновите спортски вести на 1 телевизија. Шкендија ја зголеми предноста во однос на Вардар на плюс 6 бода на табелата во домашното фудбалско првенство, откако тетовци го декласираа Силекс, додека Вардар загуби во градското дерби од Работнички. Ова го одбележа 15-тото вонредно коло во нашата најсилна фудбалска конкуренција. Ова се и постигнатите резултати, ќе видиме како завршија сите 5 надпревари кои што го комплетира ова 15-то коло. Беласица Ренова 3:1, Македонија Ѓорче Петров Шкупи 2:2 во дербито на колото, реко Вардар Работнички 0:1. Оливер Пеев го постигна единствениот гол во 56-та минута, а ова беше втор пораспоред за Вардар. Шкендија ја декласираше екипата на Силекс со 5:0 за 6-та победа во низа, додека Академија Пандев немаше проблеми со победа, славеше со 2:1. Одиме и со табелата, со изгледот на лидерската позиција, таму нема никакви промени. Шкендија дополнително се засврсти на плюс 6 во однос на Вардар, кој е пласиран, трета Академија Пандев со 25, па следуваат Работнички, Ренова, Македонија Ѓорче Петров и победа. На 8-та позиција Беласица со 17 освоени бодови, Шкупи е предпоследен со 16, а на дното е екипата на Силекс со само 14 бода. Македонската женска ракометна репрезентација ги одработува подготовките за престојниот предквалификацијски турнир за пласман на светското ракометно првенство во Јапонија. На една недела до воведниот надпревар против Азербеџанот, нашиот национален тим со доза на оптимизам уверуваат дека време е за позитивен исчекор во резултатски план. Нашите очекувања за овој предквалификацијски турнир нормално се позитивни. Ние веќе неколку години работиме заедно и се подобро се вклупуваме заедно како репрезентација. За екипата на Исланд ја познавам добро, бидејќи
делумно ракометарките што настапуваат за таа репрезентација играат во Исланд. Спремни се физички, но секако фаворитската улога мислам дека ни припаѓа на нас, без некој притисок. Тие се на некој исто ниво како нас и мислам дека со добра атмосфера, како што е сега во репрезентацијата, со добра игра, домашен терен, дека ние треба да го освоиме овој квалификацијски турнир. Веќе доаѓа настапот на машката раковена селекција на голем собир некаде после нова година. Колку тоа може да представува дополнителен мотив и за вас како национален состав, но и за навивачите да ве бодрат? Ви не достигаат ли полните сали во Скопје и поддршката од навивачите за вакви важни надпревари? Нормално, нашиот менталитет е секогаш емоционален кога се работи за Македонија и кога играме со срце за Македонија. Ни фалат навивачи, ги поканувам сите кои што сакаат да дојдат на следниот викенд да не бодрат и да навиваат за Македонија, секако и тоа што македонската машка репрезентација го има тој надпревар, исто е голем мотив за нас и се надевам дека ќе има добри позитивни резултати. Македонскиот машки ракометен првак во следните 2 месеци ќе биде без услугите на Вуко Борозан. Ова откако црногорскиот репрезентативец одлучи на хируршки зафат поради хроничната повреда на коленото. Борозан потврди дека го очекува најмалку 2 месеци пауза, што значи дека неговиот камбек во адресот на Вардар ќе биде по завршувањето на светското ракометно првенство во Данска и во Германија. На местото на Борозан во составот на Вардар е повикан словенецот Грегор Оцвирк, а Борозан е втор ракометар од Вардаровото семејство кој се одлучи да замине на операција поради повторување на иста повреда по бразилецот Мораеш. Вардарци в сабота ќе му гостуваат на Мешков Брест во надпревар од 9-то коло од групната фаза во Лигата на шампионите. По 8 кола црвено-црните имаат скор од 5 победи и 3 порази, а нашиот втор представник во елитното надпреварување Металург в сабота е домаќин на Силкеборг во надпревар од 9-то коло од групата Ц. Металурзите досега имаат само една победа и 7 порази. Во овој ракометен блок и уште една информација која пристигна од Хрватска. Поранешниот предводник на Металург и поранешен селектор на македонската машка ракометна репрезентација Лино Червар потврди дека на крајот од овој дел од сезоната во елитата ќе се повлече од функцијата во Загреб. Червар посочи дека ќе му се посвети на репрезентативниот ракомет, а тој во Загреб дојде ова лето и по 5 месеци најавува повлекување од тренерската позиција. Македонската хокејарска репрезентација по освојувањето на Development купот во Германија започна акција со која бараат изградба на хокеј арена во земјава. Нашата репрезентација со 5 победи од 5 надпревари го освои златниот медал на неофицијалното светско првенство за земји без затворени хокеј арени. Во финалето ја совлада Португалија со 9-3. По ова македонските хокејари побараа јавно: ни треба хокеј арена. Со ова започна акција која допрва ќе видиме што ќе донесе. Милош Теодосич е незадоволен од третманот во Лос Анџелес Клиперс и размислува повторно да се врати во Европа. Капитенот на српската кошаркарска репрезентација потврди дека се уште му е тешко да се врати во ритам и признава ти поубаво се чувствува кога игра на стариот континент. Теодосич вели дека прашање е на време, само кога ќе се врати во Европа, наскоро или по крајот на оваа сезона. Громовите водеа речиси во текот на целиот меч, а до за неизвестност војните внесоа единствено во последниот квартал кога се доближија на минус 4 поени. Сепак кога се чинеше дека ќе следи возбудлива завршница, Оклахома додаде газ за убедлив триумф со 28 поени разлика, 95-123, што представува втор најтежок пораз на Голден Стейт на домашен терен откако Стив Кер е на клупата. Иако Кевин Дурент и Клей Томсон беа на висина на задачата со по 27 поени, сепак немаа солидна помош од соиграчите. Оклахома до 11-тиот сезонски триумф ја предводеше Шродер со 32 поени, а Весбрук оствари трипл-дабл од 11 поени, 13 скокови и исто толку асистенци. Оклахома сега е на третото место со биланс 11-6, додека Голден Стейт падна на петото место на запад со скор 12-7.
Дефинитивно Леброн Джеймс немилосрдно игра кога за противник има своите поранешни екипи. Во понеделникот со 51 поен го предводеше Лос Анджелес Лейкерс до триумф кај Мајами, а утрово го инспирираше Лейкерс за пресврт во Кливленд и победа со 109-105 во која учествуваше со 32 поени, 7 асистенции и 14 скока. Крало доби овации од публиката во Кливленд, како и видео посвета од како ги постигна првите поени на средбата. На останатите надпревари од богатата NBA програма победи остварија уште и Шарлот, Филаделфија, Торонто, Њу Јорк, Чикаго, Денвер, Мемфис и Сакраменто. А ние остануваме на меѓународна спортска сцена. Роберт Кубица се враќа во Формула 1 шампионатот. Ова е веста на денот поврзана со најатрактивниот автомотоспорт. Кубица ќе вози за Вилијамс заедно со Џорџ Расел. Откако завлакно остана без место на гридот во 2018, Роберт Кубица сепак има камбек во Формула 1. Полјакот се договорил со Вилијамс, а утрово ваквите вести официјално беа потврдени. Патот до место на гридот беше полн со предизвици. Она што изгледаше невозможно сега е реалност. Тоа што се враќам во Формула 1 е едно од најголемите постигнувања во мојот живот. Враќањето на Кубица е навистина неверојатно ако се погледне наназад во 2011 кога имаше страутен судар на рели во Италија, се здоби со тешки повреди по кои се уште има последици и ограничено движење на десната рака. Со оглед на тоа дека Вилијамс веќе потпиша со младиот Џорџ Расел, ангажманот на Кубица значи елиминација на Сергеј Сироткин, возачот кој со помош на богатите спонзори од Русија го победи токму Кубица за последното место на гридот во 2018. Кубица официјално ќе биде представен како возач на Вилијамс на трката за големата награда на Абу Даби која се вози наредниот викенд. Кошаркарите на Кожув ја прекинаа низата без победа во Библ лигата откако вечерва славеа на Татријал со 82-73 во четвртото коло. Ова за нив беше прва во сезонска победа. Играта во нападот во втората четвртина од Гевгеличани се покажа како клучна во првиот овосезонски триумф на македонскиот представник во регионалното надпреварување. Тука крајот на вестите од спортот. Останете со 1 ТВ од мене. Пријатно. На ќе едно? По најновите информации кои што го одбележаа денот од кај нас, но и од светот, секако и од областа на спортот, ги завршуваме овие вести. Колегата Дамјан Николовски се одјави, меѓутоа овде заедно ви посакуваме да останете на програмата на 1 ТВ и довидување до вестите нешто подоцна во текот на вечерта.